На 29 овој месец истекува рокот за поднесување на барања за мерката 3 инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Рокот за поднесување на барања за мерката 1 инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства истекува на 9 февруари. Вкупната сума на располагање за домашниот агросектор преку овие два повика е во износ од 25 милиони евра, односно вкупната финансиска подршка за мерката 3 е 13,2 милиони евра, а за мерката 1 близу 12 милиони евра. Со оглед на тоа што на овие два повика имаме одредени нови правила и процедури каде што апликантите треба да достават целосна документација, очекуваме да рокот на обработка на самите апликации биде многу брз од страна на платежната агенција, заради тоа што ги зголемивме капацитетите, заради тоа што јасни се правилата во самите овие повици и очекуваме веќе во март повик на сите три мерки на единицата, тројката и седмицата, веднаш која ќе заврши обработката на новој повик. Затоа 2019 година навистина ќе бидеме целосно фокусирани да бидат сите информирани. ИПАРД програмата е одлична можност домашните компании да создадат македонски земјоделски производи со додадена вредност, посочи директорот на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски. Искористувањето на овие средства исто така представува и нов позитивен инпут во буџетот на државата, односно зголемување на бруто домашниот производ, бидејќи само со првиот повик и на скоро 400 завршени проекти, 123 веќе се исплатени и 1,4 милиони евра свежи пари се вратени во македонското стопанство. Во првиот повик за овие мерки се склучени 932 договори со вкупна вредност од близу 18 милиони евра, од кои над 13,2 милиони евра ќе бидат кофинансирани преку европските фондови, а остатокот е национално кофинансирање. Ова е рекордна бројка на пристигнатите апликации и се очекува со сегашните активни повици бројот на поднесени апликации уште повеќе да се зголеми.